Проблем сите го имаме. Некој со родители, некој со деца, некој да скрпат први со први, некој со зголемена или намалена килажа. Сега мојот проблем е дрога. Да, сум взимал дрога. Дрога иначе може да се дува, крка, шмрка и пука. Увена нормално. Заради овој мој проблем, јас ја носам етикетата наркоман. За разлика од мене, кралот на рок-н-ролот Елвис беше крал, кој имаше проблеми со антидепресиви. Мерлинка си е Мерлинка, али она покрај другото имаше проблеми со пилули. Еми Вајнхаус. Па сите трогателно очекувавме да се опорави, бидејќи е музичар пар екселанс, но што има проблеми со други. Што е со Snoop Dogg, ни на настап, ни во студио, тој не оди без джоинт. На Балканов пак само прогласените елити се на снег или ти бел. Па девојкиви и момци од соседниве држави со чудна музичка сцена. Да, и Ача Лукас чекавме да се опорави. Само еден човек го испративте како што треба, а тоа е големиот Дино. За ова немам збор, заслужил. Но и други мои блиски го заслужија тоа, или барем 50%. А да не ги споменувам спортистите со макевијалистичката приказна и обраќањето пред јавноста со исповед и со поддршка од цела нација. Нашата политичка елита на велико, бизнисмени на велико, наши актери и актерки, водители, водителки, за кои имате само речи, похвале. Рок звезда, која држи 4 до 5 часовен концерт, мора да си го напудри носот. На крај, но никако и последен, Кид Ричардс. No comment. Другата е секаде. Некаде е стил на живот, некаде е престиж, некаде е потреба за инспирација. Само ние, кои го сакаме тој дел од природата, сме наркомани. Па полека со етикетите. Да, изумив, а што е со модниот бизнес? 4 сата спиење, кастинзи, реви и пашутези, на крајот на денот журки со многу бело и меурчиње. Како сите споменати и неспоменати, тие имаат некои примарни и секундарни професии, па дури тогаш имаат проблем со супстанци. Исто и јас. Мојата професија не е наркоман. Пред се сум човек, комшија, сограѓанин, волонтер и што уште не е позитивно. И пак на крај не сум наркоман, туку имам проблем со другите. За тоа говорам, за важниот морал и дуплите стандарди. Без да бидам сватен како хомофоб, ама имам одличен пример за двојни стандарди. Маж фаќа жена за газ. Етикета манијак. Жена на враќа со шамар. Таа е борец за женски права. Маж фаќа маж за газ. Тој си практикува слободна љубов. Мажот мудира бокс, етикета хомофоб. Полека со етикетите, двојните стандарди и лажниот морал.